За некој лесна, но за некој комплицирана игра со многу мислење, за едни стратешка, а за други тактичка игра, рекоа Велешини кои присуствуваа на турнирот во шах кој беше организиран по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ. Играта која се вбројува во редот на спортски игри, покрај тоа што представува забава за младите и за повозрастните, помага и при градењето на здрава и стабилна личност. Иако во Велес веќе подолго време нема простории и шаховски клуб, сепак за овој спорт има интерес како кај повозрастните, така и кај помладите. Според велешките шахисти, за развој и афирмација на шахот, најпотребен е простор наменет за овој спорт. Финансиите се главни. Второ, просторија за Велес. Штом ги има тие две работи, автоматски ќе има и членство, ќе има и заинтересираност и кај младите и се. Значи тоа е потребно. Просторија добра и пари, да се опреми тоа, да речеме, со гарнитури шаховски и така. Заинтересираноста постои кај младите. Доаѓаат, играат, гледам кај што се има низ градот собиралишта, пример у пензионерски дом, по паркови негде, доаѓаат млади, играат, има заинтересираност. Меѓутоа, повеќе организираност треба, малку повеќе ангажираност од градските власти. Би требало да се отвори школа пред цело градот и почесто да се организираат турнири. Игра за размислување, логички игра. Па не знам, професорот на школа не извести дека има турнир во шах и како љубител на шахот се пријавив да учествувам. Да се оформи наново шаховски клуб и да се едуцираат млади кадри, затоа што 13 години наназад веќе во градот нема шаховски клуб и е потребен шаховски клуб. Општината треба да отвори простори за шах и младата популација да почне да се занимава со овој спорт. Градоначалникот Славчо Чадиев ја поддржува иницијативата за формирање на нов шаховски клуб во Велес, во едновети и нови простории, наменети за потребите на клубот и велешките шаховски рекреативци. Во прво време ќе им обезбедиме простор, простор за клубот, една просторија во спортскиот центар, така да за почетокот ќе им помогнеме во сегментот на обезбедување неколку шаховски табли и она се што им треба за од почеток на една ваква активност. Нивно е само да се организираат и да го формираат клубот. Веќе можам да видам тука има и млади ентузијасти, неколку млади деца кои гледам дека со голем апетит пристапуваат со голема желба пристапуваат кон играње на шахот, така да ние сме подготвени оноа што го ветивме да го исполниме во секој момент, само нивно е да го формираат клубот. Левко Мартинов, поранешен инструктор и шахист, се приклучи кон иницијативата за формирање нов клуб и истакна дека Велес во минатото ги имал најдобрите шахисти во Македонија. Во Велес постоеше шаховски клуб 60 години. Згасна и ние направивме пред 7-8 години, пробавме да го организираме, но не добивме да го формираме повторно. Единство се викаше шаховскиот клуб, но не добивме просторија. Еве сега го чув градоначалникот и ме радува ако тоа и го реализира, да добиеме просторија, ќе регистрираме клуб и таа традиција на шахисти од Велес ќе продолжи. Инаку да кажам, кога беше формиран клубот, ние во Велес имавме најдобри младински табли и женски табли. Прваци на Македонија имавме во младите категории, а во Македонската лига бевме од 3 до 5 место. Значи, Велес од секогаш имал традиција на добри шахисти. И стварно жално беше овој прекин што се направи, нема клуб, а сега еве, мислам дека ова треба да се подржи од граѓаните. Овој спорт е интелектуален, ќе ги собере младите да помалку одат по кафичи. Шахот е спортска игра на квадратна табла за 20 играчи. Таблата е поделена на 8 редови и 8 колони и има 64 полиња, кои се наизменично црни и бели. За овој спорт не постојат сигурни податоци за времето на настанување, но се верува дека играта се појавила пред повеќе од 2000 години.